Евроинтеграцијското патување на Македонија е исполнето со уцени, притисоци и вета. На тоа македонската политика треба да одговори мудро и пред се здружено. Токму за употребата од здруженост по ова прашање вчера зборуваше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ако изминативе години некои наши политички и партиски лидери градеа национален консензус пред да одат во Брисел, како држава ќе избегневме погрешни чекори и непотребни одстапки и ќе заслужевме почет, истакна таа, потенцирајќи дека разногласието за прашање од национален интерес од нас направи слаба држава. Но лидерот на СДСМ Венко Филипче веднаш по говорот на председателката изјави дека председателката ја води Македонија кон изолација и ја затвора европската перспектива на државата. Од друга страна, премиерот Мицкоски веќе подолг период укажува дека услов за смена на уставот се јасни гаранции од Европската Унија за македонскиот идентитет и јазик и гаранција дека пристапувањето ќе биде без нови билатерални пречки. Има ли шанса до сегашното разногласие да се надмине? Ке работат ли партиите на толку потребното заедништво? Македонија се развива. Таа е дом во кој има место за сите луѓе, оние кои се тука, но и оние кои заминале надвор. Ни треба секој родум од Македонија кој сака да придонесе за татковината. Ова денеска го порача премиерот Христијан Мицкоски на форумот на повратници во државата што се одржа во владата. Од таму се праќа заедничка порака за враќање до сите наши луѓе родом од Македонија кои се ширум светот. Премиерот истакна дека како влада обврска име да создадат услови да обезбедат стабилност, но дека ниту една стратегија, ниту еден план не може да успее без луѓе. Затоа гласно порачуваме дека ни треба секој македонец кој сака да придонесе за татковината. Испраќаме порака за враќање до сите наши луѓе родом од Македонија кои се ширум светот. Ве разбираме, ве почитуваме и вратите ви се широко отворени, рече тој. Матични гинеколози на пациентки им наплаќале услуги што треба да бидат бесплатни, односно кои што ги покрива ФЗО. Ова го откриле инспектори, соопшти директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Наплаќале непотребно за некакви CD-а, за извештаи и слични услуги, за кои пациентките не биле должни да плаќаат, истакна директорот. Воедно тој посочи дека приватни матични гинеколози наплаќале услуги без издавање фискални сметки. Инаку фондот врши контроли исклучиво во здравствените установи со кои има склучено договори и најдени се и многу други аномалии. Наближуваат празниците. Се почести се апелите од надлежните институции да се внимава како се вози и да не се користи алкохол при тоа. Но има неодговорни лица кои тоа не го прифаќаат. За таквите одговор е сообраќајната полиција. Па така вчера во Кичево полицијата лишила од слобода 42 годишник кој возел под дејство на алкохол, односно имал дури 2,44 промили алкохол во крвта. Приведување имало и во Ресенско, каде 36 годишник возел со брзина од 105 км на час на место каде е дозволено 50 км на час. И двајцата ќе одговараат за безобзирно управување со моторно возило. Поскапувањето на струјата е нов удар врз нискиот стандард на граѓаните, се вели во денешното соопштение на СДСМ. Според партијата, причина за покачувањето на цената се криминалните тендери и неспособноста на министерката во секторот енергетика. За само година и половина владата ја доведе државната ЕСМ до колапс. Производството е на историски најниско ниво, потенцираат од опозицијската партија. И од левица реагираа на покачувањето на струјата. Граѓаните ќе плаќаат повисоки сметки за струја благодарение на немањето визија од владата предводена од премиер енергетичар. Македонија е држава каде енергетскиот сектор е во колапс, откако вчера владата прогласи кризна состојба, а РКЕ донесе одлука за покачување на цената на струјата под диктат на приватниот монопол Евана Хоум, велат од левица. ВМРО-ДПМН денеска продолжи со повиците за да се испита одговорноста на раководните лица во државната компанија ЕСМ во времето на владењето на СДСМ и ДУИ. Институциите ги гледале единствено низ призмата сместување во удобните фотели на роднини и пријатели,
а нивните буџети извор за лично богатење на поединци, велат од владеачката партија и додаваат: имено истражните органи спроведоа истрага за време кога ЕСМ било раководено од кадар на ДУИ, а именувано од СДСМ, за сторен криминал во вредност од околу 8 милиони евра. Си наместиле тендер од таа вредност, а 2 милиони евра ги испрале преку разни корупцијски шеми, за истите веројатно да завршат во нечии џебови. Од ВМРО ДПМН повторно прашаа дали овие 2 милиони евра завршиле кај структури блиски до врвот на СДСМ или во ДУИ. Нови 100 амбулантни возила ќе бидат набавени за македонското здравство, одлучила владата на вчерашната седница. Ова ќе значи побрза и поефикасна интервенција во итни случаи, навремен транспорт на пациенти до секундарно и терциерно ниво, подобра покриеност во урбаните и во руралните средини, напиша министерот за здравство Азир Алиу на Facebook. Тој информираше дека владата одлучила паркингот на клиничкиот центар Мајка Тереза да биде запишан како државно земјиште, со што веќе нема правна пречка да се потпише договор со јавното предпријатие Градски паркинг Скопје и да се реши проблемот со паркирањето во комплексот клиники. Сопрена изведба на македонска песна во грчкиот град Лерин. Имено тамошниот градоначалник го прекинал настапот на бендот Ентопика во моментот кога запеал песна на македонски јазик на традиционалната манифестација Ден на огновите. На прославата се слушале многу песни, но кога започнала изведбата на македонската народна песна Совка на татко, следела итна реакција од градоначалникот. Според сведоштвата што се шират на социјалните мрежи, на музичарите им било наредено да прекинат со пеењето на македонски јазик, дозволувајќи им да продолжат исклучиво со инструментална изведба. Музиката нема граници, порачал музичарот од бината, добивајќи аплауз и одобрување од дел од публиката. Владата на Црнагора објави дека ги укинела визите за граѓаните на Турција. Дозволениот престој е намален од 90 дена на 30 со цел да се спречи нелегалната миграција. Црнагора воведе визи за турските граѓани веднаш по инцидентот во Подгорица на 26 октомври, кога беше повреден еден локален жител. Полицијата приведе двајца турски државјани пошто локалното население демонстрираше против турците. По инцидентот Црнагора ја напуштиле 9000 турски државјани. Украина објави мировен план од 20 точки направен заедно со САД. Сега ќе се чекал одговор од Русија. Воедно Киев искажал подготвеност за преговори на највисоко ниво, особено во врска со територијалните прашања. Главните точки на планот се суверенитетот на Украина, кој ако се потпише ќе биде потврден и гарантиран. За територијални прашања е договорено воени линии во регионите Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон, признати де факто, предложено е можно создавање слободни економски зони и демилитаризирани области. По договор за идните територијални аранжмани би требало и Руската Федерација и Украина да се обврзат да не ги менуваат овие аранжмани со сила. Овој договор, ако се потпише, ќе биде правно обврзувачки, а неговото спроведување ќе го следи и гарантира Советот за мир, со кој би претседавал американскиот претседател Доналд Трамп. Соединетите американски држави се соочија со сериозни критики на расправата во Советот за безбедност на Обединетите нации на темата блокада на Венецуела. Рускиот амбасадор остро ги осуди американските акции против нафтените танкери и блокадата против Венецуела, а кинескиот амбасадор во Обединетите нации ја повика американската влада веднаш да ја прекине политиката на блокада и да избегне понатамошно ескалирање на тензиите, истакнувајќи дека Кина ќе работи за мир и просперитет во Латинска Америка. Амбасадорот на САД, игнорирајќи ги критиките, повтори дека режимот на Николас Мадуро не е легитимна влада на Венецуела, туку е водач на банда која се занимава со дрога и тероризам. Во експлозија на југот од Москва синоќа загинале 3 лица, меѓу кои и двајца припадници на руската сообраќајна полиција. Двајцата полицајци забележале сомнително лице во близина на нивното возило кога му се приближиле со намера да го легитимираат и приведат, била активирана експлозивна направа.
Загинале двајцата полициски службеници, како и лице што се наоѓало во нивна близина. Пред 2 дена од автомобил бомба беше убиен руски генерал. Воениот заем од Европската Унија за Украина никогаш нема да биде вратен и ќе ја продолжи војната наместо да донесе мир, изјави Гергели Гуљас, шеф на кабинетот на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Според него Унгарија е постигнала својата цел да спречи целосно уништување на европскиот пазар на капитал, со сопирање на користењето на замрзнатите руски средства. Тој додаде дека Унгарија заедно со Чешка и Словачка исто така обезбедила исклучок од планот за финансирање на заемот за Украина преку заеднички долг, објаснувајќи дека Будимпешта смета дека овој план бил спротивен на интересите на Европа. Папата Лав 14 во пресрет на католички Божик повика на еднодневно божикно примирие низ целиот свет, не споменувајќи никаков конкретен конфликт, но изразувајќи жалење што Русија се чини дека го отфрли барањето за примирие. Ја повторувам оваа молба до сите луѓе со добра волја да одбележат барем еден ден мир на овој празник на раѓањето на Спасителот, рече папата, додека Лав 14 ја одржа својата прва божикна миса откако беше избран за папа. Началникот на генералштабот на либиската армија и неговата придружба загинаа синоќа во авионска несреќа кратко по полетувањето од анкарскиот аеродром во Турција. Турскиот министер за внатрешни работи објави дека се пронајдени остатоци од авионот што превезувал високо рангиран либиски воен персонал, чиј контакт бил изгубен во турскиот воздушен простор.